Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве ги дел од содржините што ќе ги чуете во следните 70 на минути во емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Белгиски планинар го загуби животот при искачување на Титов врв. Кампањата Подај рака и промени живот, стани згрижувач во општина Ресен. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами предлага Тетовската касарна да се преуреди во градски парк. Медицинска опрема вредна 61.000 евра, донација од Турција за Тетовската клиничка болница. На самиот почеток, еве го обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристоски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Во понеделник на 14 ноември нашата Света православна црква ќе ги празнува светите браќа Козма и Дамјан, светите безсребреници и браќа по тело, кои што исто така како светители одиграле голема улога и по тој повод нашата Света православна црква им направила место во светиот календар 2 пати во годината да бидат прославувани. А нашиот народ, драги браќи и сестри, навистина ги почитува овие двајца браќа не заради тоа што само биле луѓе кои што биле наклонети кон Бога, туку и биле и лекари, и Бог поради нивната вера им дава дар да лекуваат, нели, и како такви да му помагаат на народот. Како што спомнав, светите Козма и Дамјан биле безсребреници, чудотворци и браќа по тело. Тие биле во Азија, а нивните родители биле од различна вера. Нивниот татко бил незнабожец, а мајка им била христијанка по име Теодотија. По смртта на нивниот татко, нивната мајка се погрижила да ги воспита своите деца во духот на Христовата вера, учејќи ги на постојано служење на Христа. А кога светите Козма и Дамјан пораснале и се утврдиле во безпрекорниот живот според Господовиот закон, тие постанале како два светилници на земјава, светлејќи со своите добри дела. За таквиот нивен живот од Бога добиле дар на лекување, па тие им давале здравје и на душите и на телата на сите оние кои со вера го повикувале името Господово. Покрај тоа што им помагали на луѓето, светите браќа и помагали и на стоката, зашто без неа луѓето би биле промашени и многу би биле сиромашни и не би имале со што да ја обработуваат земјата. А покрај тоа што несебично помагале, тие во се строго се имале со што да ја обработуваат, односно во строго се придружувале до Христовата заповед: бесплатно добивте, бесплатно давајте. Сепак, и покрај овие големи чуда што ги правеле светите браќа, никогаш не ни помислиле дека тие лекуваат поради свое прославување и да имаат углед и чест на земјава, туку исклучиво за прославување на Бога и Неговата всеможна сила. Поради ова, верните христијани ги нарекувале бесплатни лекари безсребреници, живеејќи вака благоугодно и богоугодно на земјава, тие починале во мир. Но светите Козма и Дамјан, драги браќи и сестри, не биле прославени само за време на нивниот земен живот, туку и по нивната смрт
правејќи разни чуда и помагајќи им и понатаму на сите оние кои ги повикале за помош во своите молитви. За жал, до денес хагеографијата или наука за светителите нема подетални информации за нивниот живот на земјава, но сепак дел од нивните многобројни чудеса се запишани и представуваат доволен доказ за нивното светителство и застапништво пред Бога. Еве ќе споменеме неколку чудеса. Се вели некоја жена по име Паладија била многу болна од тешка, неизлечива болест. Откако се обидала секаде да добие помош за својата болест, таа лек не нашла. А на крај одлучила да ги повика своите браќа Козма и Дамјан да дојдат при неја и да ја излечат. Штом дошле кај неја, таа според верата нејзина постанала здрава. А како дар за лекувањето, одлучила да им даде 3 јајца, бидејќи знаела дека пари не земаат. Светите браќа го одбиле овој дар, велејќи дека тие дале завет пред Бога и немаат намера да го нарушат. Тогаш Паладија го повикала Дамјан насамо и го заколнала во името на Света Тројца да го земе дарот. Откако го слушнал името на Троичниот Бог, Дамјан го зел дарот поради голема заклетва, со која таа го заколнала. Кога за ова дознал светиот Козма, оставил завет, кога ќе почине неговото тело да не го погребуваат до телото на неговиот брат. И навистина во известно време починал светиот Козма, а кратко по него починал и светиот Дамјан. Тогаш луѓето во двумење што да прават, бидејќи знаеле за заветот на Козма, и ведна се случило чудо. Во истиот момент дотрчала некоја камила, која била излечена од браќата и проговорила со човечки глас, да не се двоумат во своите постапки и Дамјан да го погребаат до својот брат, зашто тој ги зел јајцата не како награда за себе, туку за тоа што бил заколнат од Паладија во името на Бога. И така нивните честни мошти биле положени во местото наречено Фереман. Еднаш за време на жетва некој жител, драги браќи и сестри, од тој крај ја жнел својата нива, кога се уморил од трудот, легнал под сенката да спие. Но дека спиел во цврст сон низ устата, му стомакот легла змија. Кога се разбудил, тој не знаел што му се случило, па продолжил да работи во својата нива. Вечерта, кога се отишол дома, почнале да го мачат страшни болки, па викал на целиот глас. Во една таква агонија ги повикал светите безсребреници Козма и Дамјан да притекнат на помош и веднаш се случило чудо. Болниот повторно заспал, со цврст сон и пред очите на сите присутни излегла змијата, а болниот потполно оздравел. Сите присутни се зацврстиле во својата вера и го прославиле Бога и неговите угодници. Во Фереман живеел некој човек по име Малх, чија куќа се наоѓала во близина на храмот, посветен на светите Козма и Дамјан. Имајќи намера да тргне на далечен пат, тој ја однел својата жена во црквата и пред иконата на безсребрениците и рекол дека ја предава во нивна заштита и дека кога ќе ја испрати договорен знак, тој ќе ја повика кај себе. По неколку дена ѓаволот зел лик на некој нивни познаник, отишол во домот на Малх и рекол на неговата жена дека треба да тргне кај него, притоа кажувајќи го договорениот знак. Жената му рекла дека не му верува на овие зборови, а за да му поверува му рекла да отидат во храмот и таму, пред иконата на светите безсребреници, да се заколне дека е навистина испратен од нејзиниот маж. Ѓаволот тоа го направил, се заколнал и дал ветување дека по патот ништо нема да ја направи. Откако ја слушнал за клетвата, жената поверувала на лажливиот бес и тргнала со него. Но по патот ѓаволот ја однел во едно непроодно место, па сакал да ја мачи да ја убие. Таа, кога се видела во крај на опасност, ги подигнала своите очи кон Господа и повикала: Боже, по молитвите на светите Козма и Дамјан, помогни ми и побрзај да ме избавиш од рацете на овој убиец.
и одеднаш се појавиле светите безсребреници за да ја помогнат на жената. Дјаволот почнал да бега, а светите браќа ја одвеле жената во својот дом. Жената, поклонувајќи им се, заблагодарила за прекрасната помош. За ова чудо наборго се слушало насекаде и култот кон светите браќа се повеќе јакнал и се ширил. Денес во наша Македонија и насекаде има неколку храмови посветени на овие свети лекари, а нивниот култ поприлично е раширен. На иконите овие светители се представени како лекари кои во своите раце држат лекарски прибор. Драги браќи и сестри, навистина овие свети и големи луѓе треба да ги почитуваме и треба да им се молиме на нив. За било што во било која неволја треба да го повикуваме името нивно. Како христијани и како православни во понеделник ќе го прославиме овој голем ден, а исто така и утре ќе прославиме 22-та недела по 50-ница, во кој што ќе зборуваме и ќе прочитаме Евангелие за богатиот и сиромавиот Лазар. Повелете утре на света божествена литургија, нека е честит празникот на светите Козма и Дамјан, чудотворци, кои што ќе го прославиме во понеделник, а исто така сите оние кои што го носат името на Кузман, на Дамјан и на сите поврзани имиња со овие двајца големи светители, честити нека им се, а на 16 исто така ќе го прославиме празникот Ѓурѓиц или обновување на храмот на свети великомаченик Георги, победоносец, и по тој повод искажуваме и честитки за сите оние што го слават овој голем ден. Нека им е честита славата и Бог по молитвите и на свети Козма и Дамјан и на свети Георги. Нека Бог биде секогаш со нас, нека ги услиши нашите молитви и нека ни дарува телесно здравје, духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. За многу години да сте живи и здрави. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Синојка дојдов од Гурбеџанам, zmija mi vleze
pazu Podajana ženora Katarađanum da mi izvadiš zmijata Bez rakaja ne ostaja vam mažu Bez tebe je kesi osta nam Bez rakaja ne ostaja vam mažu Bez tebe je kesi osta nam Sestrora Katarađanum da mi izvadiš zmijata Bez rakaja ne ostaja vam bratu Bez tebe je kesi ostanam Katarađanum da mi izvadiš zmijata Bez race je kesi ostanam sinko Bez tebe je ne ostanu Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Клиничката болница во Тетово доби донација медицинска опрема во вредност од 3.700.000 денари од Турската агенција за соработка и координација ТИКА. Програмскиот координатор на ТИКА, Халим Омер Сугут, опремата ја предаде на раководството на болницата. ТИКА има спроведено околу 30 проекти во здравствениот сектор во различни градови во Македонија. Со обезбедената медицинска опрема зголемен е капацитетот на одделот за торакална хирургија, која обезбедува услуги за Тетово и околните села. Се надеваме дека нашиот проект ќе придонесе за подобрување на здравствената инфраструктура на Македонија, изјави Халим Омер Сугут. Во вакви услови и околности во општа економска криза, ова е мощно и важен напор од страна на турскиот народ и од страна на раководството на ТИКА да ни дадат ваков вид на поддршка во вид на опрема за нашата клиничка болница. Со овој чекор, но и со поддршка на Министерството за здравство, се надеваме дека чекор по чекор ќе го подигнеме нивото на давање здравствени услуги во нашата установа, изјави Амир Елеси, директор на клиничката болница во Тетово. И министерот за здравство Бехим Сали истакна дека опремата е значајна инвестиција за зајакнување на одделот за торакална хирургија.
Во еднозначна инвестиција за унапредување на здравствената услуга за пациенти во оваа болница, која обезбедува услуги за над 150.000 луѓе во северозападниот регион. Болницата во изминатиот период доби монитори за одделението за интензивна нега, нови апарати за еходиагностика, опрема за офталмологија и иницииравме проширување на дејноста на болницата за вршење на специјалистичко консултативна од областа на торакалната хирургија, изјави Беким Сали. Во иднина, одделот за торакална хирургија во Тетово треба да почне да функционира во нови простории на вториот кат од новиот диагностичко ургентен центар во кругот на болницата.
На пресконференција по повод една година работење, градоначалникот на Тетово Билјал Касами се обрати до централната власт и побара касарната во градот да биде доделена на општината со ветување дека површината ќе ја направи парк. Ако нема друго решение владата за тој дел од градот, а веќе во други градови касарните се дадени на локалната власт, ние бараме и во случајот на општина Тетово да се додели на општината и ние ветуваме дека ќе го претвориме во модерен и убав градски парк за сите тетовчани да ги користат придобивките на тоа. Исто така јавно се обраќам и до иницијативата Тетово сака парк, бидејќи знаеме дека дел од нив се функционери на актуелната власт, да ни помогнат заедно да дадеме можност на тетовчани да имаат модерен парк, посочи Касами. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк реагираше на прозивката на градоначалникот Билјал Касами и го потсетија на потребата од парк како јавен интерес и неисполнување на ветувањето за средба со стручни лица за оваа идеја. Тетово сака парк смета дека задоволувањето на потребата од градски парк во Тетово е од јавен интерес, исто како што и безбедноста која е условена од постоење на касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Од друга страна, му посочуваме на градоначалникот дека зградите кои се планирани на потегот Шик Јелак Монопол спортски центар на последниот неизграден и доминантно државен простор се исклучиво во приватен интерес, сосема штетен по јавниот интерес. Во оваа прилика го потсетуваме градоначалникот дека и по половина година се уште чекаме на исполнување на неговото ветување за средба на стручно ниво помеѓу нашите стручни лица и службата на општината, на која би се зборувало за начините на реализација на нашиот предлог. Недозволиво е губење време и манипулации. Со месеци единствениот изговор е дека има волја, а нема пари. За денеска да не бидат проблем парите, туку локацијата, провидно и површно соопштија од Тетово сака парк. Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, otkleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori,
Milka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani, što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi govori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi govori, mamo, Milka ne mi izbori. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детална информација јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
a koga se vraća pijan od mejana, udri mavaj majko mene. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември ќе се обележи со пригодна манифестација, најавуваат од Тетовската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и граѓаните поддржувачи. Празничната манифестација Аманет за слобода по повод 19 ноември, денот на ослободувањето, ќе се одржи во предвечерието на празникот, вечерта на 18 ноември, со почеток во 19 часот во големата сала на Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Годинава се одбележуваат 78 години од ослободувањето на Тетово. Последните неколку години, откако се обнови одбележувањето на денот на ослободувањето на нашиот роден град, се создаде ден на градско заедништво во кое се сеќаваме на предците, но и го славиме градот низ игра и песни на нашите уметници. Настанот е од културен карактер со музичко-сценска, забавна и меморијална нота. Влезот е слободен, па поради големиот интерес, вратите ќе бидат отворени половина час пред почетокот, информираат организаторите. После неколку децении, празнувањето на 19 ноември со пригодна манифестација продолжи во 2019 година. Во сабота на 19 октомври ќе се одржи и традиционалното положување на цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово со почеток во 11 часот. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поергени гледаш море Калино, и на вода одиш, бело гледаш море Калино, пусто да остане мамо лицето, пусто да остане мамо лицето, кога нема него, ливе да го љуби, тебе не те слушам, моли мајколе. Кога нема него, ливе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе. Јас те пратив на Осјек Калино, јас те пратив на Осјек Калино, и на Осје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш мори Калино, и на Осје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш мори Калино. Пусто да остане мамо грозјето, пусто да остане мамо грозјето, кога нема ливе
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Кампањата Подај рака и промени живот стани згрижувач и во општина Ресен. Единствена цел на настанот е секое дете да расте во топол дом и да добие шанса за светла иднина преку промоција на згрижувањето и информирање за бенефитите и условите за истото. Националната кампања се спроведува од страна на СОС Детско село во 26 општини во Република Македонија во 2022 година, е во соработка со центрите за поддршка на згрижувачки семејства Битола и 11 октомври, Министерството за труд и социјална политика и локалните самоуправи, а овозможена од страна на Германското Министерство за економски развој и соработка. Настанот е наменет за сите заинтересирани граѓани со потенцијал да станат згрижувачи кои преку промотивни материјали и директни консултации со стручни лица, како и со самите згрижувачи, можат да се информираат повеќе околу згрижувањето. Згрижувачите добиваат месечен надоместок за згрижено дете од 16.788 денари за секое згрижено дете. Надомест за згрижувач, услуга на стручна помош и поддршка преку центри за поддршка на згрижувачки семејства, како и други придобивки. Траен надоместок од државата со навршен стаж од 15 години згрижувач. На овој начин, згрижувачите учествуваат во можеби најхуманата активност заштита на детето. Прават вистинска промена и менуваат не само еден живот, но цели генерации. При тоа истовремено ја намалуваат стигматизацијата во општеството за деца во недостиг од соодветна грижа. Развојот на социјалните услуги во локалната заедница и нивната достапност до граѓаните е наша заедничка заложба. Општина Ресен ја поддржува иницијативата за градење на мрежа на згрижувачки семејства и достапни услуги во локалната заедница за сите и како дополнителен стимул за пријавување на згрижувачки семејства во Ресен. Општината ќе воведе мерки и активности во програмата за социјална заштита за 2023 година, наменета соодветно за згрижувачките семејства. Да се стане згрижувач значи да се одбере најхуманата работа во општеството. Ние, општина Ресен, ќе дадеме собствен придонес во идентификување на потенцијалните згрижувачи кои ќе обезбедат грижа и заштита на децата и ќе овозможат одржување на врските со семејството, заедницата и културното потекло, вели градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски. Јас те пратим на вода Калино, јас те пратим на вода Калино. Ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино. Ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино. Пусто да остане, мамо, лицето, пусто да остане, мамо, лицето. Кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе. Кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе.
energije mi davaš mori kalino. Ti na lozje odiš, belo grozje bereš, na energije mi davaš mori kalino. Pusto da ostane mamo grozdje to, pusto da ostane mamo grozdje to. Koga nema, nema, libe da grojade, tebe ne te slušam, mori majkole. Koga nema, nema, libe da grojade, tebe ne te slušam, mori majkole. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Uvažavam te.
Македонија. Македонија. Лошиот политички имидж на украинецот Олександар Онишченко, за кого има распишана потерница од Украина поради финансиски малверзации, а Вашингтон го стави на листата под санкции, бидејќи бил член на руската мрежа за влијание врз американските председателски избори, не бил пречка за македонската влада без дискусија на присутните на седница одржана на 31 мај 2022 година да му даде македонско државјанство, пишува Призма. Како што наведува Призма во својата истражувачка сторија, името на Онишченко на украинската политичка сцена се споменува како на поранешен пратеник што избегал од земјата во 2016 година, откако антикорупцијската комисија отворила истрага за него за перење пари и корупција. Таа иста година тој ја напуштил својата татковина и побегнал во Шпанија, но само 3 години подоцна, во 2019 година, Шпанија решава да го екстрадира во Украина, па тој е принуден да побегне во Германија. Во 2020 година Германија одбива да го екстрадира во Украина, а во 2021 година Соединетите Американски држави го ставаат под санкции поради мешање во американските избори. Истата таа година Онишченко поднесува барање за да добие македонски документи, а веќе во мај 2022 година владата на Република Македонија му доделува македонско државјанство. Името на Онишченко во кратките вести на медиумите од владината седница на тој ден го нема, но го има во записникот на седницата што подоцна е објавен и се наоѓа на владината интернет страница. Во него се наведува, владата го разгледа барањето на Олександар Онишченко за прием во државјанство на Република Македонија и утврди позитивно мислење по барањето, имајќи го предвид позитивното мислење на Агенцијата за млади и спорт. Уште поинтересно е тоа што 5 месеци од како го добива македонското државјанство, тој настапува под македонското знаме на надпревар во коњски скокови во Сан-Тропе. Видеото од надпреварот го објавува на својот Инстаграм профил на 15 октомври. Профилот сведочи за гламурозниот живот на новиот македонски државјанин, кој често патува од Монте Карло до Обединетите Арапски Емирати и до други познати европски туристички дестинации. Често друштво, судејќи според фотографиите на Инстаграм, му се познати личности од светскиот джет сет. Прегрнат со шпанскиот тенисер Рафаел Надал, тој му ја честита 14-тата победа на Ролан Гарос, а под описот времиња за паметење објавува фотографии со актерката од серијата Очајни домаќинки Ева Лонгорија и со незиниот поранешен сопруг, кошаркашот на NBA Тони Паркер. Raspašan džemo, pod
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио, настано што ја возбуди тетовската јавност. Тетовската полиција информираше дека 28 годишникот СФ, државјанин на Белгија, е починатиот планинар кој го изгуби животот откако паднал од карпа движејќи се кон Титов врв. Починатиот бил идентификуван и излечен од планина со хеликоптер на Министерството за внатрешни работи. Во спасувачката акција учествува и алпинистот Надир Мурсели, како и директорот на Националниот парк Шарпланина Ибрахим Дехари, двајцата од Тетово. На 8 ноември во 17 часот и 30 минути преку Центарот за управување со кризи во СВР Тетово, ФН, 24 годишен од Куманово, пријавил дека движејќи се уште со едно лице, негов пријател кон Титов врв, околу половина километар пред да се искачат, другото лице паднало од карпа во бездна и се повредило. Но дека поради недостапниот терен и маглата, ФН не можел да види за какви повреди станува збор и практично да му помогне. Набргу по пријавувањето беше организирана спасувачка потрага по двете лица, во кој учествуваа екипи на Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Секторот за внатрешни работи Тетово, пожарникари и други лица кои со специјални теренски возила и хеликоптер се упатиле кон посоченото место. По известно време спасувачките екипи го пронашле ФН и го пренеле во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош, информира Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. Во спасувачката акција двајца припадници на Министерството за внатрешни работи се повредиле. Јавен обвинител и екипа на СВР Тетово извршиле увид и се расчистува и документира случајот. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ве очекувам во добро здравје и следната сабота во исто време. Пријатен ден! Ајде да пееме, ајде да славиме, свадба македонска ни е да направиме. Песна невестинска, нека не понесе, свирете ја жереша се од горе понеше. Ношти си сонив јас, либе ми браќа глас, идам со свирачи слушни ги. Ушки ми пукна, табани чукна, либе ко ангелче пред мене. Ајде да пееме, ајде да славиме, свадба македонска ни е да направиме. Песна невестинска, нека не понесе, свирете ја жереша се од горе понеше. Кога се разбудив, чудо се зачудив, либе со сви